Почитувани, животниот стандард на граѓаните од месец во месец постојано се намалува. Најновите податоци покажуваат дека висината на синдикалната кошничка во месец август достигна 65.507 денари. Најголем дел од трошоците на граѓаните одат за храна и пијалоци, над 24.064 денари, додека трошоците за домување, комунали и хигиена дополнително го оптоваруваат секое семејство. Во исто време платите стагнираат, власта упорно одбива да ја зголеми минималната плата на 500 евра, одбива да ги прифати предлозите за покачување на платите во останатите сектори. Двајца вработени со минимална плата во едно семејство немаат доволно пари да ги покријат месечните трошоци. За да се покрие синдикалната кошница потребни се 2,7 минимални плати. Тоа значи дека дури и семејствата со двајца вработени не можат да обезбедат пристоен живот. Европската статистика покажува дека дури 55% од македонските граѓани не можат да си дозволат одмор. Тоа е уште еден доказ за поразителниот стандард во кој живеат граѓаните во државата. Стотици илјадници луѓе бројат денови до следна плата, не знаат дали ќе им стигнат пари за сметки и за храна, родители од месец во месец пресметуваат што да скратат само за да преживеат. Младите наместо да планираат идни на дома, се повеќе сакаат да се иселат од државата. Куповната моќ на граѓаните за една година е намалена за над 20%, на последно место во Европа сме по куповна моќ, а Македонија е на листата на најсиромашни земји. Ова, почитувани, се резултати од промашените економски политики на владата на ВМРО ДПМН во изминатата година. Народот врзува крај со крај, власта се луксузира со манго, папаја, луксузни патувања со приватни авиони. Граѓаните заслужуваат подобро од криминална влада, која ги остава сами да се борат со сиромаштијата и со енормните сметки. Потребни се итни мерки за раст на платите, намалување на трошоците за живот и вистинска грижа за стандардот на граѓаните. Ви благодарам.